K15! Драги гледачи, добар ден. Еве и да овие вас серијски ладни услови да ја бора да си ги испудиме своите задачи у тема на областа на саобраќајот и то. Тема на денешната едукација ќе биде кружен тек. Некој го викат кружен тек, некој ток, меѓутоа то не треба да смета, за исто стадуе реч. Наиме, вие сите знаеме дека се десива многу кружни токови тука кај нас, некој ги реновисава, некој не. Наиме, тоа е изванредно саобраќајно решење, меѓутоа има млади кои што не знаат како да ги овие истите употребљават и ние сме зато тука. Наиме, у кружен тек кој се влага, може да се иде и од оваа страна и од оваа страна. Едното е од овамо, другото е од тука и ова се вика антиклоквајс, што го вика тоа. Меѓутоа ја за да не, тоа е антиклоквајс од овде кој се иде и има клоквајс кој се иде од овде. Меѓутоа ние за таа цел дојди ти, зебавме тука, ќе дојдеме со едно службено лице со кое што практично ќе ви демонстрисаме како. Ве молам ако може за нашите публика од младите да покажеме како е тоа клоквајс, како правилно треба да се влезе во кружен тек. Што е бе тоа клоквајс? Па клоквајс е на македонски супротно од казалке сата, тоа е антиклоквајс. Па ако може да им покажете како што треба да идат собра. Еве го со дечкото ќе покаже, значи ова е правилно како младите треба да се приклучат на кружен тек, тоа е такозвани антиклоквајс. Антиклоквајс потекнува од англискиот збор to clock, што значи сат, и антиклоквајс тоа супротно од казалке сата што е, и тоа е тоа. Еве, значи тоа е. Ви благодарам. Това е тоа како треба правилно, меѓутоа има постои можност, меѓутоа тоа е супротно. Еве молам ако сакате сега клоквајс, тоа е усмеерку казалке сата, да ви како не треба. Да им покажеме како не треба. Ето, видите? Ево ова значи у никој случај со возилото не сме вака да се прави, заради то што антиклоквајс е правилно, а клоквајс не е, и у веćини земји у светот се вози на кружен ток антиклоквајс, док клоквајс се вози на пример у Енглеска. И тука лежи целиот зец. Целиот зец лежи тука, затоа што кај нас има многу, ви благодарам, има многу луѓе што се прават енглези и од еден ќе тргне антиклоквајс, а другиот клоквајс и ќе се и онда само дъг со возилата и онда ќе се деси саобраќајка и штета. А зашто непотребно? Па непотребно од тоа затоа што профитират само овие што се осигуравајучи куќи. А осигуравајучи куќи, они осигурават од трете лице, а кај има, ние обично кога се сударат, тоа се двојца, тоа се две лица. И кај да му најдеш трете лице? И онда, ја и кога возам, некој возам обично еден, тоа се две лица. Две лица, онда исто две лица, има капут, штов за капут кој се купуе, али тоа е друга тема и онда тоа. Иначе, овдека кај нас у круг се вртиме више 20 години, цело време се вртиме у круг 20 години и добро е што ги реновирава овие кружните токови и све то, заради тоа што како што стои работава, ние уште долго време ќе треба да се вртиме во круг и одакто. Ти слушаш што зборам ја? Слушаш? Што ќе кажете вие за кружен ток? Кружа, види, друже, да ти кажам, врши работа, али многу сака кондиција за ова. Да. Мене лично поише ми одговара семафор, ова веројатно е за помладите колеги, може да им паше на нив. Ја иначе не. Ето, видите, семафор си е семафор, али кружен ток си е кружен ток и то. Ви благодарам за вниманието, со други емисии едукативни во друг момент. Пријатно. K15!